Годинава по шести пат во Прилеп на локалитетите Скаменета Баба и Трескавец ќе се одржи аутдор фестивалот насловен како Крали Марко Болдер Маратон and Highline. Болдерингот во изминативе години стана вистински препознатлив белег на Прилеп, така што годинава за овој настан биле пријавени околу 100 учесници од Македонија, сите околни балкански држави, како и од Словенија, Словачка и Германија. Надпреварвачкиот дел ќе биде во сабота во околината на Трескавец. А во петок качување по карпи ќе има и локалитетот Скаменета Баба. Освен качувањето по карпи, оваа година новитет ќе биде и хајлајнот, или одење по трака широка 2,5 см. За време на фестивалот, значи, пошто тој веќе трае од 6, ќе бидат поставени мали слеклайн линии во самиот камп. Така да и оние посетители кои што ќе дојдат во саботата да не посетат горе, ќе можат самите бесплатно, слободно да пробаат тие самите или нивните деца. Така да имаме една покана до сите граѓани на Прилеп кои се слободни овој викенд и да ги искористат убавото време да дојдат во сабота горе на Трескавец. За сите пак оние кои нема да можат да дојдат на Трескавец, оваа интересна дисциплина ќе биде промовирана и во Прилеп. Во сабота на Трескавец ќе поставиме траки за одење и на високо и на пониско ниво, така што секој оној кој ќе дојде ќе може да го проба овој адреналински спорт. А во четврток во 17 часот вакви траки ќе бидат поставени и во центарот на Прилеп кај градскиот саат, каде исто така ќе можат граѓаните поблиску да се запознаат со оваа дисциплина. Инаку болдерингот е качување на мали карпи, не повисоки од 5 метри, а качувачите се искачуваат без никаква опрема, само со еден душек кој им служи за заштита при паѓањето од карпата. Болдерингот полека станува се попопуларен екстремен спорт во Македонија, а за тоа придонесуваат и самите вулкански карпи, кои ги има како такви само уште на неколку места во светот. Имам огромен потенцијал тука во Прилеп, може да се каже дека имаме и најголем потенцијал на Балканот. Вакви болдери исто така се познати во овој вид на болдери, исто така се познати во Хуеко, тоа е во Америка. Па психички треба да си баш припремен за да го работиш ова нешто. Прво треба сам со себе си да расчистиш дали сакаш да го работиш ова. А иначе е доста адреналинско и таа е основна причина поради што се одлучив да се занимавам со спортско качување. Прилеп веќе на светската карта станува препознатлив град по овој екстремен спорт, болдерингот или слободниот алпинизам, бидејќи навистина самата конфигурација на земјиштето и карпите кои што постојат во Прилеп и неговата околина овозможува одвивање на ваков спорт. Од целиот овој настан ќе биде снимен и видеоспот, кој уште повеќе ќе придонесе за афирмација на Прилеп и болдерингот на светско ниво.